Иманентно за уметниците да бидат настроени онака со почит кон сопственото его, да имаат некои каприци и ретко такви врвни уметници да бидат вредни како мравка и да бидат толку суптилни како сенка. Јас имам голема чест вечерва да разговарам во Астрорум со Кренаре Невзати Кери, наша позната кореографка, инаку балетски уметник по диплома и професор на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Добро дојдовте. Добро вече. Вашите зборови се милозвучни и ја ви се заблагодарувам, но не сум навикната на така да се радувам и да на такви пофалби, ама секако многу убаво звучи. Вие долго време сте на македонската сцена, но велам никогаш во прв план по сопствена иницијатива и јас искрено се жестам кога новинарите ги третираат сите други, само не оние кои што се базата во еден проект, оние кои што макутрпно работат, кои што си ја заработуваат сопствената слава. Зошто? Дали тоа е вашата природа, она органското од вас, да сте такви тивки, ненаметливи, но тоа не значи дека такви сте на сцена, односно вашите уметнички творби воопшто не се такви, ниту скромни, напротив, или пак ве научи животот, кариерата, која што не беше баш така лесно стварлива секогаш, односно не идуваше на големи пречки. Мислам дека се помалку, кога сакав некој да види, да вреднува мојот труд, никој не се појавувал, а од друга страна, кога учев во Русија, професори секојаш ми кажувале дека не треба вие да зборувате за вашата работа ќе зборуваат вашите дела, така да јас всушност сега на овие години немам ни потреба да зборувам, ниту да се наметнувам, само ќе си дојде, која треба, ако треба, ќе препуштам на судбина тоа. Секогаш прашуваме за првите сензации, првата фасцинација од уметноста. Дали се сеќавате кога решивте дека вие ќе се занимавате со уметност, а не со некоја екзактна работа, со математика, со некоја друга дејност? Не, математика. Ја мислам дека од кога се родив, уствари бев предодредена да се бавам со уметност, но тоа и го покажав пред некое време, фасцинација беше Чарли Чаплин. Тоа е прва фасцинација. А инаку сакав да бидам глумица, кога бев мала, као и сите девојчиња, и оперска пејачка. Но оперска пејачка за малку ќе станев и штета можеби. Можеби би било убаво, али ете, не сум. Но сепак сте во тој свет. Вашата работа ги обединува сите овие дејности, односно не ги исклучува. Ќе ве замолам сега за еден кус пресека. Завршивте во познатото балетско училиште, тогаш единствено Лујо Давичо, од каде што излегле многу врвни балетски уметници во Белград. Инаку потекнувате од Косово
И потоа заминавте во Санкт Петербург на најпрестижната академија за танц, каде што бевте многу добри, каде што знаеа да го ценат и вашиот труд и вашиот талент. Како течеше вашата едукација? Па еве, како што рековте, во Белград учев основно и средно балетско училиште. Една година танцував во камерен балет на Душко Трненич, прославен балетан и кореограф. И се интензивно подготвував на Факултет за драмски уметности во Белград. Таа година класата примаше професор Миња Дедич, но сплет на убави и среќни околности јас добивам една голема шанса да отпатувам за Санкт Петербург, тогашниот Ленинград, и се после приемен испит се запишувам на Државни консерваториј Николај Римски-Корсаков. И што би можела да кажам за консерватории, што би можела све да кажам за тој волшебен град на нева, северна Венеција. Освен дека сум и понатака ќе го сонувам додека живеам, град каде што живееле цареви, каде што живеела аристократија, каде што се родила револуција, каде што твореле Пушкин, Лермонтов, Достоевски, Гоголј, каде како создадена за уметност средина. Буквално секоја улица, секоја зграда беше и е историја, односно музеј. А за да зборувам за моите професори, би требало многу долго. Тие не само што беа прекрасни и во односот со нас, за знаење да не збориме кое поседувале тие, тие биле и реализирани уметници, а освен тоа, тие беа и овенчани со највисоки признања како народни артисти СССР. Така да се студира во Ленинград, тогашниот Ленинград, беше на вистина привилегија и јас тоа го знаев и го почувствував и се потрудив да тие 5 години живеам секој ден како да ми е последен. Например, ако имавме часови по историја на уметност, ние нашите часови ги држевме во Ермитаж, така да ако зборувавме за антика, ќе појдеме тој во антички дел, каде што можевме да видиме сите тие фасцинантни скулптури и така натака. Ќе го видиме Микеланџело, ќе го видиме Леонардо. Ако за музика на концерт. А тоа да не збориме, имавме како кореографи обврзно читање на партитура и, например, еве, добиваме партитура 7 симфонија на Бетовен и на тој датум ние требаше да го послушаме Зубин Мехта, кој доаѓаше баш да диригира 7 Бетовенова, да. Потоа, после неколку дена, диригира Мравински, познат диригент, и потоа ние за секојаш ќе ја знаеме 7 симфонија Бетовен. И во сон. И во сон. А да не збориме за една фантастична можност, диригенти, композитори имале свој оркестар, специјално направен за студенти. Исто така, студенти по режија на опера имале свој оперни студио, така и ние као кореограф имавме своја танцовална група, значи балетска група. Така да ние ништо не замислувавме. Реализиравте. Тоа све едноставно на вистина беше прекрасно, а да не зборам за часови по костимографија, да речеме, која, ете, ќе појдеме во некое здание, старо,
кое дури не знаевме дека кога ќе се отворат тие волшебни врата, ќе видиме, например, костим на шаљапин, големиот бас. Све ручно шиено, со крзно, од видра, со бисери, така да, навистина, што да ви кажам, Ништо тоа е женски голема пазар и ништо по AliExpress. голема среќа. Јас сум многу благодарна што имав можност и тој багаж кој го добив, тој и до ден денес го Носите. го носам и го користам. И тие сите зборови на моите професори, секогаш кога нешто ќе започнам да работам, тие ми звучат во глава и јас ги следам, моја алма матер. Но после тоа не беше се така розово. Магичниот свет исчезна за момент и вие се судривте со балканската реалност. Да. По потекло сте албанка, во Србија постоеше една земја, таа после престана да постои. Накусо, иако овие убави разговори за уметност не ми се трошат минути на неубавите работи, но и тоа е дел од вашата кариера и претпоставуваме прави силна во она што денес го работите. Да, веројатно сите тие удари, проблеми прават човек да биде поинаков, да биде и благороден и едноставно поинаков од другите. Вие све фино убаво кажавте, јас дојдов на тацна, како некој што, завршил, као што ви кажав, еден престижен успехот консерваторија. тешко се простува. Тука постои љубомора. Да, тоа е така и тоа се тие неубави времиња, тие не простувале ништо. Дури, освен името сега, тоа не е важно, тоа е нивниот проблем, али тие не опростиле мојата школа и дури зборувале дека сум ја купила диплома. Така да можете да замислите во каков е то, ја не знам како тоа да објаснам, после Русија, после таков живот, да дојдете во едно баш буквално може да речем живо блато, веројатно. Инквизиција. Па тоа се тие несреќни времиња и јас многу жалам, бидејќи Изгубивте доста години во пет борба. Пет години бев во Народно позориште и сега не знам колку имаме време во емисијата да зборуваме за тие убави и неубави работи кои ги поминав во Народно позориште. Секако имаше и убави мигови кога луѓето кои разбрале што можам да им помогнам во врска со балетот, например, само еден од примери, ќе речам, многу добро научив Жизела и знаев сите тајни како една балерина може да ја совлада и какви се тие некои нијанси кои ќе ја помогнат таа да биде совршена на сцена. И тоа е добро што тие балерини тоа го почувствувале и ние тајно работевме ноќе и потоа се радувавме кога ќе биде представа како тие ствари танцувале. А не смеа да кажат како стигнале до тоа совршенство. Тоа беше наша тајна и да, тоа е многу така, интересно беше. Беше тешко. И во Македонија не ви беше се така веднаш со отворени врати, да не беше една синоличка трпкова да се завземе за вас. Да, тоа е баш убава случка, бидејќи јас веќе дадов отказ, веќе беше јасно дека не би требало више да бидам тамо. Да, не сакаваше име да го стават на програма. Да, меѓутоа после ме поканиле пак да дојдам и беа одушевени. Тоа Истите тие, но тоа е добро во цело ова, што тие потоа се извиниле, дека навистина тоа све беше погрешно, но како што татко ми кажа, тоест, сега ќе кажам само таа една реченица, кажа, а што
со тоа време што изгубивме. Никој не може да ви го надомести. Никој не може да... И тоа е уствари жално во цела ова ситуација, што ние губиме време, а живот е еден и живот е убав, а штета. Наместо на убави работи да го трошиме на грди. Тоа е голема штета и јас се трудам да некако, јас сменам таа филозофија, се трудам секој ден да бидам подобра, да не мислам на тоа, колку можам. Колку можете, да. Добро, лузните остануваат секако некаде, да, но макар тие помагаат потоа за моја работа, тоа е идеално. Да. Како почнавте во Македонија? Кој беше првиот проект? Тоа беше одавно, значи пред 25 години, јас имам еден мал јубилеј ова година. Убаво, мене многу убаво тука ме прифатиле и сега не можам точно да кажам што беше тоа, но почнав многу интензивно да работам и можам да кажам дека за 25 години имам голем опус. Имате статистика? Колку проекти, без разлика дали се тоа драма, ја балет? Мислам, и концерти, и театарски представи. Мислам дека се работи за така едно 60-70, така, мада веќе не знам, и тоа е голем труд, кој секако мене ми помогна да за моја кариера, да станам подобар професионалец. Имате многу успешни проекти и се чини дека ова, бидејќи не знаев дека и ваш јубилеј, но Факултетот за драмски уметности прослави голем јубилеј и токму печат на таа свечаност беше вашето дело, каде што многу студенти на сцена играа по вашата кореографија, го споменавте Чаплин, тука успеавте да ги вметнете и вашите љубови преку студентите, се чинеше дека сите уживаа на сцена. Не знам дали претходно имате некој таков грандиозен студентски проект, но ова беше вистинско одбележување на јубилеот и круна на вашата работа педагошка, би кажале, покажана на сцена. Да, тоа беше нешто за што може да сонува секој професор. Јас многу сум благодарна. Мојата работа не може да се види веднаш. Таа бара многу жртва, многу работа и онда кога мислиш дека се е узалуд, одеднаш ги гледаш на сцена сите тие бивши и сегашни студенти кои ти возвраќаат и љубов и памтат оно што си им кажала, нема поголема радост и ја многу сум среќна што баш мене ме избрале да бидам јас таа која, и тоа е за мене голема чест и беше голема одговорност и мислам дека 50 години е нешто врло важно. Мала е бројка, да речеме... Половина од тоа и вие. Да. Мојот консерваторија има многу повеќе, но ќе достигнеме и тоа. Колку студенти беа на сцена, поранешни и сегашни? Чинам дека некој пресметуваше, мисламе околу 100 и нешто, и плюс беа и снимени актери. Многу беше убава, мултимедијален проект. Да, бидејќи ја навистина кога размислував за ова, мислев дека не е потребно да се направи некоја представа поради представа, ова требаше да биде да биде чест на сите тие уметници кои поминале на факултет. И сметав дека требаше да се покажат сите, но ние не можевме сите, да се разбира, и јас ова прилика се извинувам на сите кои не можеле да бидат дел, директни учесници, но навистина мислевме и на нив и имавме потоа и една изложба каде што тие што не биле на сцена ги имаше на фотографија и што е најважно, сега се подготвува и монографија, едно големо дело каде што чинам дека ќе бидат опатени сите. Иако и таму беа на видео од зидот, одеа сите имиња, сите може да си го прочитаат своето име. Голема бројка.
Да. Направивте еден пресек историски на уметноста, пресек на развојот на театарот, го ставивте Чаплин, се ставивте себе си. Кажете ми нешто во процесот на работа, дали имаше сугестии од колеги, од студенти, или вие имавте зацртана идеја јасна за да изгледа она се така како под конец? Добро, секојаш режисер, кореограф, кога добива една задача, тој си размислува и да, имаше дел од мене. Тоа на сцена бев и јас, кога гледа во месечина и мечта да што од најмала возраст, средна и како старица веќе, да. Така да ние имав сигурно и помош од колеги, така да како што и е театар. Театар е еден синџир, една пазла, еден мозаик. Сам човек не може да направи се, така да... Секогаш го имате разни проекти, меѓутоа она што е константа кај вас е дека не одите под линијата, секогаш се држите на линијата на уметноста. И дури и кога соработувавте со естрадни уметници, кај вас беше препознатлива Кери, како и во театарските представи, како и во музичките проекти и секаде. Велат дека сте одличен соработник, некои дури завршуваат и како трајни дружби понатаму. Дали бирате проекти кога ќе би се понудат или согледувате дека секаде можете да останете вие? Не бирам, работам и се трудам се што ќе добијам да биде тоа направено баш според оние формули кои ги добив повторно во Ленинград. Некои луѓе дури не знаат. Јас дури сега прочитав дека со Каролина Гочева на евровизискиот настап, на некои фестивали, секаде каде што се надзираше уметност и каде што ни беше чудно на прва рака, на прво гледање, сега разбирам дека сте стоеле вие. Да, и со Тоше и така. Да. Какво искуство вие тоа? Имате некоја посебна драга? Знам со Драган Дутовски квартет. Да, тоа се... Знаете што, као и што реков, секоја работа, уствари нам ни помага да бидеме што подобри и подобри. Секоја работа ја паметам и на секого со кого работев сум благодарна. Без оглед дали беше добра соработка или помалку добра. Едното и другото е школа. Да, се тоа искуство кое навистина помага. Така да, може би, не би издвоила. Би можела, но не знам колку ќе имаме време. Но еве, штом спомнавте и Драган Дутовски, ете, ја и понатака сум многу добар пријател со Александра Поповска и со нејзиниот волшебен глас. Вистинските уметници никогаш не се ограничуваат само на својата уметност, туку црпат енергија, знаење и од другите уметности. Штом завршивте во Ленинград и штом наставата ви беше таква, секогаш да учите во контекст, сигурно читавте, сигурно ви е позната и книжевноста и во таа смисла што најмногу сакате да читате, што е она што последно ве одушевило, што сакате да гледате, имате некое хоби? Добро, таква е работа што мораме да читаме, дури некои дела што сме прочитале, пак мораме, кога ќе работиме кореографии, да ги препрочитаме. Но сега, еве, добиве на подарок една фантастична монографија, разговор со Унко Ски, од почитувана Зоја Бузалковска. И тоа е едно баш капитално дело, така да започнав со тоа, со читање. Во врска со некои други активности, можам само да кажам дека сега мојата ќерка почна да ја засакува кинематографија, таа седма уметност која создава таа илузија на реалност. Тоа ве радува или ве загрижува? Не, јас
би сакала тие сништа и да и се остварат. Убаво е да не се убиваат сништа. А колку годишна е? Коњите можат. Да. Таа е 14 години и многу ме радува. Почнавме да гледаме, значи, се онако како што треба, од ноар филмови, Хичкок, Джармуш, Ал Пачино ни е сега апсолутни хит, но она што сега пред некое време многу ме израдува, гледавме во кино Джокер, но набргу потоа гледавме и Таксист. Де Ниро. Со Де Ниро, и таа одеднаш рече дека па тоа има совпаѓање, има некоја линија која е као иста во сценарij. Така да многу ме израдува што има таков начин на размислување. Има сон, па ќе видиме како ќе се развива. Како ќе се развие. Еве сега кога зборувам за соништа, веднаш ми текнува последна реплика од Пазолиниев филм Декамерон, кога во текот на целиот филм уметник осликува една црква и кога завршува и сака да замине, ќе погледне во свое дело и каже колку е поубаво кога го сонуваме. Така една парафраза. Така да убаво е кога сонуваме, кога нешто ќе го завршиме, тогаш треба да идеме понатак. Затоа на пианистот од Барико му е страв да излезе од бродот. Така е. Убаво е кога светот го замислува и се грижи кога ќе се судри со него. Апсолутно е точно. Да. Дали не ве праша вашата ќерка никогаш не се занимавала со танц, тоа не посака да биде, обично децата се сунгер и она што ги обкружува го манифестираат? Да, таа всушност 9 години свираше виолина, но сега има некои други преокупации, као што реков, па ќе видиме. Добра подлога е тоа, да. А инаку не. Не за танц. Може би и добро. Па на ја децата мислам дека да. Им е тешко да излезат од сенка. Ова време е тешко за живење во смисла дека многумина се жалат, па дури и самите уметници, дека е изгубен компасот. После постмодернизмот, толку понудени можности, толку излети во уметноста, како се снаоѓате вие и кој е клучот публиката да се насочува кон вистинска уметност? Како да не поминуваат оние квази форми што ги има на вистина многу? Тоа е комплексно прашање и може многу за тоа да зборам, но уметник е уметник. Дали тој твори или ти креира во Скопје или во Њујорк, се разликува само што тие може би имаат подобри услови, но може би тој конформизам, може би тоа што имаат услови, може ќе однесе во некој конформизам кој потоа и ќе го успие уметник. Затоа ние тука предизвици колку имаме сакаме. огромни предизвици и секогаш имаме и план А, Б, С, па дури и Д. И тоа секогаш не држи во постојан еден, да кажам, подем. Постојано работиме и креираме и си наоѓаме и влегуваме во некои други димензии, што е навистина убаво, да се смисли како од ништо да се направи нешто. Тоа не е само проблем мој, тоа е проблем на сите луѓе што се бават со ова професија. Но ја мислам дека уметник, ама и секој човек, мислам дека така треба да се однесува посветено. Дури за мене веќе работата и не е веќе работа, туку е тоа некоја страст. Како после толку години да се задржи таа страст, бидејќи велат дека смрт за уметноста е кога ќе се отиде во рутина или во автопилотирање? Да, тоа е апсолутно така и
treba da postoji ljubav. Mislim, ključen zbor je ljubav. Ljubav, strast i ono što ja sekogaš i im kažuva i na studentite deka mora umetnost je način na životot. I kako što bi Michelangelo kažal, umetnost je mnogo ljubomorna. Ta go bara čovek za sebe celiot. Sebična i ljubomorna. Da, i ljubomorna. Da. Znači, morаме да бидеме потполно посветени и многу да сакаме нашата работа. И јас не би ја сменила за ништо, не би сменила тој немир, тој занес кој го имам кога нешто али моите родители сигурно да, пошто тоа и они преживуваат со мене, но навистина таа дружба, таа љубов со уметност е навистина посебна, приказна без крај. Да. Порано, ако си имаше стил, можевте слободно да бидете осудени дека сте конзервативни. Меѓутоа, сега да си има во овој хаос стил, значи нешто поинаку. Дали ова животот со уметноста ве држи како личност со собствен имидж, со стил? Дали размислувате зошто не сте се изместиле од она креативност и во третманот на самиот себе, на живење, на однесување кон јавноста, во медиумите, Па добро, тоа е и дел од моето воспитување домашно. Тоа е и моето образование во Санкт Петерсбург. Вашата работа е директно упатена на музиката, односно тие се секогаш во содейство, иако денес имаме форми кога гледаме танц и без музика, физички театар и така натаму. Дали секогаш се тоа лични ваши преференции, ако е до вас да ја бирате музиката, ако не станува збор за веќе напишана музика на која што треба да создавате кореографија? Обично, кога работам јас, ја бирам јас музиката, но во договор со режисер, да речеме, можеме да направиме и нашиот избор, но бидејќи ја сакам музиката и таа е дел од мене, всушност музика е дел од секоја личност, секој човек. Јас преферирам класична музика, но можам да слушам било која музика, но кога треба да се ресетирам и одморам, јас ја слушам тишината, бидејќи секоја нота ме потикнува да работам. Значи, тоа е една професионална да ви врти мозокот да создава, да. А инаку, најмногу го сакам Бах, бидејќи тој е најзначаен представник на тој хуманизам во уметноста, тој совршена хармонија, совршен таа полифонија, сега ако зборуваме за тоа. И тој ми е број 1. А зошто велат исто јас го сакам и тој и вас предпоставувам ве смирува? Зошто велат дека барокна моторика која што треба да раздвижува, а спротивно на тоа друг ефект? Така е. И имено тие барокна музика најмногу ја сакам. Значи Бах, добро, Вивалди, и во уметноста најмногу сакам барок, бидејќи тој означува движење и означува драматичност, бидејќи уметниците го покажувале тој миг на климакс на емоција, а јас многу сакам тие јаки емоции, есенција на... Така да најмногу уживам на тие на музика на барокна музика. Дали кај вас кога креирате некоја кореографија, пикот, климаксот го ставате во средина или на крајот? Дали некогаш сте си направиле собствена анализа, дали градирате, бидејќи најмногу се очекува дека крајот треба да биде главната завршница, дали одстапувате од... Зависи, да. Некогаш али
обично следам таа драматургија, но бидејќи животот не е како што ние го замислуваме, така да драматургија на животот може да стави климакси И порано. на почеток и порано, да. Да, обично во животот велат дека е пубертет. Да, не климакс. така е. Шегата на страна. Јас мислам дека минутите за овој разговор завршија, иако со вас можеме да зборуваме за уметност, доволно е како што велите само да раскажете колку представи имате зад себе или да ни раскажете каков беше студентскиот престој во Ленинград и така натаму. Како по обичај во оваа емисија, нашите гости им се заблагодаруваме со некоја книга од издаваштвото на Арс Ламина, односно од овие прекрасни книжарници. Штета е во ваков амбиент, зборуваме за уметност, да не добиете нешто што ќе можете да прочитате и можеби ќе ви биде драго ако успееме. Не знам, околу нас има многу книги, ама некако не, без разлика што може така личи дека е се стандардна приказна, вие не сте ми конвенционални, а таков еден лик е Вуди Ален, дефинитивно. Да. Сеено не е стандарден лик. Не, ние го обожаваме со Да. ќерка ми, така да. Супер. Значи Сакаме, да, бидејќи рековте сега е таа во филмот Сонова. Да. Таму можеби не ја ќе се допадне. Прекрасно, ви благодарам многу. Повелете. Благодарам многу. И јас ви се заблагодарувам и ми направивте голема чест. И благодарам за Вуди Ален. Благодарам многу. Хвала.